1% од бебињата или едно бебе на секој 100.000 новородени се раѓа со одреден вид заболување од срцето. Тие може да бидат различни, а во зависност од типот и тежината се одредува и итноста на нивниот третман. Најтешките мани се оперираат во раните денови од животот во педиатриските кардиохируршки центри. Тие што се полесни можат да се следат и понатаму да се насочат кон интервенција или операција. Разликата меѓу интервенцијата и операцијата е тоа што во првиот случај преку препоните на ногата можат да се сметнат различни протези во срцето, да се затворат одредени отвори или да се направи некакво стентирање на крвните садови. Кај операцијата мора да се отвори градниот кош. Третата група на деца имаат помали срцеви мани, односно помалку важни срцеви мани, и тие можат само да се следат. За среќа некои од нив се и само лечливи, значи самата срцева мана се коригира, така да во догледен период од детството не треба никакво лекување, него само контроли. Околу 1/3 од сите вродени срцеви мани се животозагрозувачки и бараат итна интервенција. 2/3 од нив ќе проложат во својот живот и ќе имаат различни манифестации, како што ќе биде срцевиот шум, или ќе имаат одредена појава на слабост на растот, потење, прицицање, замор, нема да качуваат килажа, или ќе имаат модрило на прстите, на устните, така наречена цианоза, или ќе дишат забрзано, односно ќе имаат забрзана фреквенција на дишење. Тоа се сите рани знаци на едно новородено кое што има срцева мана и кое што треба правилно да се триажира, односно да се открие и потоа да се префрли кон адекватен центар за лекување. Во зависност од видот на срцевото оштетување, ќе зависи квалитетот на животот на новороденчето. Секако дека и квалитетот на живот кај овие деца зависи од типот на маната. Некои од нив се трајно ограничени и се неспособни за активни спортови, за компетитивен спорт и слично. Други пак можат сосема нормално да влегуваат во секакви активности. Тоа се е индивидуално и зависи од тежината на маната и од препораката на докторот. Со новата технологија, најголем дел од срцевите проблеми може да се откријат уште во текот на самата бременост, што дава можност уште при самото раѓање на бебето да се утврди типот на оштетувањето и да се започне со негов третман.